ова беше мислењето на нашите гости во топ тема на ваша страна вечерва, а гостин во ноќно студио е Филип Петровски, член на ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Вие ќе бидете еден од делегатите кои што на 23-ти ќе се изјасни или пак ќе бидете човек кој можеби ќе се кандидира, тоа ќе видиме. Филип, сте поминале многу со оваа партија, во своевремено бевте една генерација заедно со Антонио Милошовски, Ѓорчев во 97-98, која што беше еден new wave, може да се каже, во партијата и која што до денеска остана активна таму. По вас немаше барем идеолошки, не можем да запаметаме на таква генерација. Меѓутоа, гледано од тогаш па до сега, што му се случи на ВМРО-ДПМН? Како успе оваа партија со толкава јачина гласови и сето тоа да стигне до вореден конгрес за реизбор на нов лидер? Многу прашања. Да. Ќе пробам да одговорам на сите поред и кратко. Да, ќе бидам делегат на конгресот. 6-ти пат поред ќе бидам делегат на конгресот и мислам дека со тоа се изедначувам некаде со Тодор Александров и Иванчо Михајлов по број на учества на конгреси гледано историски, ништо се поменувало во ВМРО и историски кажано конгресите биле места каде што имало големи потреси, дури и пресметки и физички ликвидации, ако гледаме низ 100 години назад. Сега тоа не е така и се надам дека овој конгрес кој што за жал е вонреден ќе ги разреши дилемите кои што се пред ВМРО-ДПМН. А вие прашавте зошто се дојде до вонреден конгрес и верувам дека ќе се сложите од и ВМРО-ДПМН беше 3 години под канонада од сите можни страни. Значи беше биено, толчено од сите политички противници, беше мавано од странскиот фактор и просто е чудо како ВМРО-ДПМН толку време издржа. Меѓутоа факт е и дека ВМРО-ДПМН е внатре не беше тоа што беше некогаш и дека овој вореден конгрес во моментов извршниот комитет е практично во оставка затоа што само технички нели може да постои, оставката веќе не е неизвестна, се знае дека е дадена и дека е на некој начин прифатена. Значи дека и ВМРО-ДПМН внатре во партијата не е тоа што било и факт е. Затоа што веќе ако зборуваме за денеска за шпекулации кои се можни кандидати, од една страна една генерација со вас, од друга страна го имаме еден Мицковски, кој што рековме пред само 4 месеци стана генерален секретар. Фала ви што конечно не признавте како идеолошки чиста генерација на ВМРО-ДПМН. Многу ваши колеги не изедначуваат со радикали екстремисти и многу често не споредуваат со фашисти. А ние бевме генерација, останавме генерација на патриоти. Мојата генерација и мојот политички ангажман започна со многу јасно определување на македонските стратешки и национални приоритети. Ние пред 20 години предупредивме за јазикот, за неуставното носење на и уништување на унитарноста прво на јазикот, потоа што ќе следи со државата. Предупредивме 97 година, ни се случи 2001, сега се повторува да не ги редам тиранската платформа и така натаму. Значи, ние изникнавме како генерација во ВМРО и на македонската политичка сцена, ми се чини како потреба на нашата генерација, но и на македонскиот народ, да се соопшти во јавноста, да се има политички став кој што ќе значи одбрана на државата. И ден денеска исто размислувам, не сум ги променил моите ставови. Меѓутоа, во меѓувреме дојде и други генерации. Знаете, сега е модерно се каже дека ни требаат по-еластични, по-совитливи политичари, една нова млада генерација на која што немаат што да и приговорат, а нас не товарат дека сме имале многу товар. Оно што би требало да биде нормално на Запад, да имате товар, односно да имате искуство од години занимавање со политика, кај нас повторно е превртено како хендикеп, што мислам дека во наредните 20 години ќе биде разбиено како дилема. Дали значи дека новиот конгрес, ке значи избор на нов лидер, нов извршен и нови луѓе? Многу е чудно, аналитичарите велат треба реформи со сема нови луѓе. Не може преку ноќ ВМРО-ДПМН да најде некој од улица луѓе што не ги познава па да ги стави во извршен или да најде луѓе кои што не се ангажирале воопшто во партијата до вчера па да ги стави во извршен или да ги прогласи за лидер. Знаете што, кратко е времето. Значи за 20 дена не верувам дека може да излеземе со нешто спектакуларно кое што ќе изненади јавноста.
кога го спремале 1928 година конгресот, членовите на ЦК Протогеров и Иванчо Михајлов, тие 3 месеца воделе преписка како да се изберат делегатите, колкав број да има од окрузите на делегатите. Сега ќе бидат наследени делегати, нема време за нови делегати. Сакале да се усогласат за да одат на конгресот со една средена платформа за тоа да заличи на вистински конгрес на ВМРО. Не успевајќи да се договорат, на крај доаѓа до ликвидација на Протогеров. Значи, како да ви кажам, конгресот знае да биде и травматична. Да не го свати ова некој како некаков синоним. Меѓутоа ќе биде политичка ликвидација на Груевски на една ера на Груевски. Го кажувам ова за да кажам дека дури тогаш пред 100 години си давале повеќе време да се организираат и да се обидат да се усогласат. Сега е кратко времето, истите делегати спре што бевме во Куманово 2015. Не знам што ќе се случува, колку кандидати ќе има, гледам дека се шпекулира со се поголем број на кандидати. Дали вие сте еден од претендентите за кандидат? Јас не сум кандидат. Да, дали би сакале, дали би се кандидирале? Знаете што, деновиве од сите страни имам се поголем притисок. Има луѓе кои што сметаат дека тоа треба да го направам. Тоа се интересни групации, тоа се збирови на луѓе со различни значења во партијата, од различни правци доаѓаат. Не сум одлучил. Секако дека одлуката ќе ја донесам ако оценам дека е во корист на партијата, бидејќи ако проценам дека се комплицира ситуацијата и дека ќе настанат поголеми проблеми на конгресот, нема да го направам тоа. Токму тоа ми е прашањето. Дали е реално да има 4, 5 или повеќе кандидати на конгресот или двајца како што беше во времето кога беше избран Груевски? ВМРО ДПМН до сега немало волку кандидати. Знаете што, мене ако ме прашувате, ја мислам дека треба да биде демократска процедурата. Јас би го намалил изборот, односно бројот на делегати што треба да ја поддржат на символични 10, нека има повеќе кандидати. Тие повеќе кандидати може да изнесат разни програми од кои што понатака победникот на конгресот со една добра политичка и дипломатска вештина може да состави и добар тим и добра програма за воиднина. Знаете, не е само битно на конгрес да се изгласа лидер. Конгресот на ВМРО ДПМН донесува и конгресни материјали, односно нова платформа и идеологија за наредниот 4-годишен период на партијата. Мене ми е многу важно и тоа да го видам, од и нашиот народ сака да види како ќе се позицира ВМРО ДПМН, за да се спротивстави на ова што сега се случува. ВМРО ДПМН веќе не можевме да зборуваме за идеологија, не можеме да зборуваме веќе во последниве години. Зборувавме за сосема други работи, партијата се соочува со судски процеси, дел од луѓето во извршниот комитет што беа порано па и сега се соочуваат со истото, лидерот се соочува со истото. Дали ВМРО ДПМН се соочи со фактот дека го изгуби идеолошкото, а се сврте кон нешто што е сосема друго. Власта ги доведе во таа ситуација да сега се најдат и се соочат со лицето на правдата, да не зборувам и за настаните од 27 април. А ќе зборуваме ако сакате за 27 април. Јас имам веројатно различно мислење од вас. Зошто се доведе во ситуација да сега половина од луѓето кои што нешто значеа во партијата се соочат со судски предмети, затоа верам веќе не зборуваме за идеологија, туку за нешто сосема друго. Кога зборувате со мене или кога зборувам јас со вас, јас можам да зборувам за идеологијата на ВМРО. Таа идеологија мене ми е основен мотив за занимавање со политика. Меѓутоа на многу луѓе како да не им било, тоа велам. Јас не можам да зборувам во име на некои други луѓе. Сепак треба да се поикаме на презумпција на невиност. Јас сметам дека доста од работите не се јасни. Ми се чини дека доста од материјалите кои што се појавија се злоупотребени. По моје мислење, ВМРО направи грешка што учествуваше во пржино. ВМРО не требаше да го гласа СЈО и така натаму. Тоа се серија на стратешки грешки кои што ја доведоа партијата во незавидна ситуација, што сега резултира како што резултира. Како ќе го подобрите имиџот пред меѓународната заедница и странците, затоа што ВМРО навистина на тој план со преписката што имаше со одредени амбасади, германската и слично, се виде дека дури традиционалните поддржувачи што беа на партијата, како да сака и со нив да влезат во конфликт. Не. Традиционалните поддржувачи на партијата или нешто слично во Македонија не постои. Во политиката се вечни интересите, а не пријателствата. Интересите превагна во овој момент да се работи
по секоја цена на промена на името на Република Македонија, за да биде нагурана по секоја цена што побрзо во Мислите НАТО. новиот лидер нема да се соочи како една од првите задачи дека ќе му биде и тоа? Па ќе се соочи, меѓутоа јас не мислам дека по секоја цена треба да се сложи со промена на име. Кој да биде лидер? Оти ВМРО ќе изгуби својата и политичка смисла во модерна конотација, а и историска оправданост, доколку се сложи со промена на името Македонија. Во интерес на времето, прво, дали ви изненади оставката на Груевски? Па ме изненади брзината со која што се случуваат овие работи. Второ, дали мислите но дека беше очекувано бидејќи не го попуштаат притисокот врз него. Кој не го пропушта? Внатре во Да партијата? речеме, беше направено Дали внатре во партијата имаше притисок? Дозволете. Беше направено наменско апсање на 35 луѓе кои што се прогласени за терористи, а кои што се жртви дали на во партијата, полициската бидејќи се хунта. ова ќе се дискутира на Конгрес оставката, дали во партијата имаше барање, очигледно дека имало, за да се поднесе оставка или сам решил? Јас мислам дека е поголем надворешниот притисок врз него. Своевремено, вие бевте представник на Македонија во 2001 конзул, бевте во Њујорк. И бевте едно лице на ВМРО, активно политичко лице. Меѓутоа 10 години подосна решивте да основате своја партија, да го напуштите Груевски. Да. Во време кога беше избиран Груевски, вие го поддржавте Маријан Ѓурчев. Зошто 2003? Зошто во тоа време сметавте дека Груевски не е добар лидер? Знаете што, јас имав своји политички гледишта и тогаш, имам и денеска. Најверојатно моите политички гледишта и сега отстапуваат од она што беше објавено дека идниот лидер на ВМРО ДПМН треба да биде допадлив за странците и по секоја цена да отиде во Париз. Јас мислам дека партијата треба дури и да се спротивстави на тоа по цена и да биде нагурана во посериозна опозиција, бидејќи таа има обврска да ги заштитува интересите на македонскиот народ, а нема обврска да биде на власт. Зошто подосна сметавте па дека Груевски е добар лидер со оглед на тоа што се направивте камбек во партијата и на директорско место во архивот и слично? Ќе одговорам на тоа. Како се смени мислењето за лидерот и за самата партија? Значи имаше еден посериозен процес на обединување на сите десни фракции во десниот политички спектар. Тоа е многу сериозно прашање и мислам дека таа стратегија која што се примени во 2012 година врз Народна партија, Демократска десница, Бранителите и Обединети за Македонија, како и некои интелектуалци, која што беше добро испланирана од страна на ВМРО ДПМН и стратегот на таа, јас сега не би го именувал, стратегот на таа операција доведе до тоа да ВМРО ДПМН незадоволството кое што беше акумулирано од 6 годишно владење во десниот центар го претопи повторно во себе, со што даде многу подобри резултати 2013 и 2014. За жал, политичкиот опонент СДСМ сметаше дека изборите се наместени, што не е точно, ами десната структура беше консолидирана и сите беа донесени, најголемиот дел, се разбира имаше делчиња кои што останаа надвор, сите тие беа донесени на едно место и овозможи разликата која што ја имаше во Дали може сега и тоа да се случи овој конгрес, да значи апсолутно обединување на партијата, а не разединување, или пак ќе значи нешто сосема ново? А ако се оди на тоа да се избере лидер од профилот на Мисковски, кој е сосема, да речеме, нов во однос на целата ваша генерација, тука ве ставам и вас, и Антонио Милошовски, па и Тодоров и Илија Димовски, кои се апсолутно препознатливи за партијата. Знаете што? Што мислите, зашто ќе се решат еве како последно прашање делегатите? Да каква е климата во партијата? Ќе има тука сега доста разместување во наредните денови, лобирања, телефонирања. Што мислите, теренот како ќе реагира? Но ја можам следново да го најавам и да го кажам што мислам дека е мојот став како треба да биде идниот лидер. ВМРО ДПМН е сериозна партија со многу различни интереси, бидејќи има многу луѓе внатре кои што имаат различен бекграунд, имаат и различна идеолошка концепција за ВМРО. Имате вие поконзервативни, имате порадикални структури, има и полиберални структури. Идниот лидер не сме да се определи за едната варијанта. Он мора да го опфати целиот спектар од центар до крајното десно со инкорпорирање на тие интереси во едно, како што беше направено во 2012, меѓутоа тоа не го забележа ни стручната јавност, аналитичарите, ниту новинарите, консолидацијата која што ВМРО ја направи за да има таков резултат во 2013.
Значи, ако консолидацијата се примени, се разбира на научна основа и ако се инкорпорираат различните фракции у целиот тој спектар, ВМРО ДПМН во секој момент има повеќе поддржувачи, тој десен спектар, во секој момент има повеќе поддржувачи од левиот спектар. И за крај, И брзо ќе се консолидира. Да, дали Груевски ќе влијае на едниот лидер, односно на изборот на новиот лидер, дали има сила за такво нешто? Јас мислам дека да. Дека има сила за Да. такво нешто. Ви благодарам што бевте гостин во Нокно студио, па ќе видиме до 23-ти кој повеќе, кој помалку ќе сработи, што би се рекло на теренот и како ќе одлучува делегатите. Благодарам што бевте во Нокно студио. Продолжуваме.